како и да е, ние имаме сериозна програма во делот на инфраструктура. За најголем дел веќе се обезбедени средства, или договори, или било што. Значи, во моментот градиме 3 автопати. Демиркапија, Смоквица, Кичево, Охрид, Скопје, Свети Николе, Штип. Никогаш во историјата на Македонија не се граделе 3 автопати во исто време, особено во вулкава вредност, околу скоро милиарда ќе стигне вредноста. Ниво на време? Во бивша Југославија? Ниво на време. Одеднаш не се граделе толку многу. Плюс, планираме други патишта. Планираме кон Бугарија во 16-та да започнеме градба на 4 ленти. Значи, нели ние под автопат подразбираме 6 ленти. Ова ќе биде автопат со 4. Ова не автопат, го викаат експресен пат со 4 ленти. Со 4 ленти. Како Тетово Гостивар. Така. Со можност за проширување за по уште една лента од двете страни. Понатаму кога ќе се зголеми нивото на сообраќај. Во овој момент нивото на сообраќај меѓу Куманово и Крива Паланка е многу мал. И нема економска оправданост за градба на 6 ленти. Но 4 ленти вршат огромна работа, Јанко. Тоа ќе бидат нови 4 ленти, не овие да се прошируваат. Нов, и што е најважно, стандардот на тој пат ќе биде како за автопат. Што значи тоа? Автопатите имаат стандарди колку степени смее да бие закривеноста, колку угоре, степени удолу, надолу, нагоре. Значи, так. ќе се гради со стандарди за автопат, 4 ленти и со можност во иднина да се прошири со уште 2, односно по една од двете страни. Се планира исто така 4 ленти од Охрид до Пештани за растаретување на сообраќајот над Пештани позади. Овој доле ќе се остане. Каде ќе идете со тој? Тоа дом е над Пештани. Над Пештани. Одозгора, значи не знам како да го опишам. Овој сегашниот е долу. Да. И одма после езерото. Добро. Или обратно да збориме, езерото, па патот, па Пештани. А тој останува доле? Од другата страна, значи позади селото. Добро. А овој доле останува? Тој останува. Останува како што? Како пат. Нивни локален? Нивни локален пат, стар пат, да. Важно, главниот сообраќај ќе се одвива надвор. Главниот брзиот сообраќај, тие што сакаат побрзо да стигнат, ќе одат по Јадранска магистрала се. Охридска магистрала. Охридска магистрала. Тој треба да се догради во иднина до крај, до Светинал. Тој би требало да биде така. Но нели моравме да кратиме пола буџет. Така рековме. Викаме, ајде во овие 4 години ние да тераме ова да го направите. Аха. Здравје Боже. А значи во првичната варијанта ви беше до крај? Првичната беше до Светинал, да. О, тоа ќе беше прекрасно. Да. Ама немаше па нешто друго да изградиме. Јасно. Затоа одиме сега на еден куп, имаме регионални патишта. Се отвара нов пат помеѓу Крива Паланка и Каменица. Од 17-та Крива Паланка, Каменица. Добро. Да. Од 17-та ќе почнеме со радови Штип. Добро. Имаме многу реконструкции. Скопје македонски брат? Преку ловиштево? Тој не е сега во оваа програма. Тој некако тој ние направивме, го споивме. Знаеш што? Немаше спојка. Го споивме, може да се оди, само има еден дел има. Кај што не се оди? Каде што се оди, но не може во две смера, односно има режим од толку до толку часот во едниот смер, од толку до толку, но не е оптеретен тој многу пат. И тако како што е сега нема коли. Па кога би бил, може би бил по пресметките за тој пат се за нов да се изгради. Добро. Значи таму има логика ако се изгради скроз нов. Ова е цел кривини. И да го прошириме да биде па поисплатливо ќе ти дојде да одиш за македонски брод или преку Кичево или преку Прилеп. Пошто е многу кривини. Таму, ако се гради нов, треба скроз нов, на ниво на автопат, со стандарди на автопат. Стално го објавам Јанакиевски за овој. Тоа е екстремно скапо, бидејќи многу планини има. Не исплатено. И тогаш ќе треба да отпаднат повеќе од пола од сите други што ги правиме. Јасно ми. Значи, знаете, ние немаме неограничено пари. Ние имаме некои ограничени пари и ограничени можности за задолжување. Добро, на моменти делувате стварно како да сме нашле нафта, како да лежиме на нафта, па имаме вишок пари, од каде се ова излегува. Навистина, многу амбициозно. Но, за да Охрид Кичево и за Скопје Блаце ќе отвориме оглас за концесионер. И ќе се обидеме да најдеме концесионер. И тука веќе почнавме процедури. За Скопје, за Кичево Гостивар веќе малку тешко идеше со концесионери. Идеше тешко затоа што за сите објавивме. Ние прво направивме обид за сите. Сите овие што ги збориме за сите. И не се јави никој, не е исплатливо. Работејќи со овие со AFC, излезе дека најфреквентни се овие и тие не се доволно фреквентни и кај тие ќе треба субвенција од државата.
Значи нема да бидат чисто концесија без учество на државата. И дека ако некаде има шанса, тоа е Кичево, Гостивар и Скопје, Блаце. Кичево, Гостивар и Скопје, Блаце. Да, и ќе направиме обид. Ако не успееме, ќе видиме што понатаму. Може би за дел од нив ќе најдеме средства, може би ќе ги одложиме за следен мандат, ќе видиме, но ќе направиме се што е во наша моќ да најдеме концесионер. Се предвидува исто кон Прилеп, пат експресен со 4 ленти, од Градско преку Росоман до Прилеп. Се предвидува сега не ги памтам, многу реконструкции има. Само на Александар Македонски магистралата има на 3 или 4 места реконструкции, например од Демир Капија до Неготино, Скопје, Велес или ми се чини Куманово, Миладиновци. Тоа се исто си кошта. Кој е 17 милиони, кој е 25 Се милиони? радува предницата на мојот автомобил веќе. Не, стварно, Велес Скопје беше веќе во таква во обратен правец, навистина многу оштетен автопатот. Но добро е што овие работи се случуваат. А кажете ми малку сега Има многу реконструкции има. Сакам тоа да го нагласам. Ги има во програмата, ги има и во секојдневните спотови каде што јас ги кажувам и каде што и во митинзите ги кажуваме, да не оптеретувам сега емисијата да ги исчитам сите реконструкции. Навистина има огромен број на реконструкции, некаде реконструкција со проширување и така. Има доста. Има и во сите делови на Македонија се града доста. Не е, дали е доволно? Не е доволно. Уште треба. Да ве прашам, у 4 години немаше се.